Ти си изми да ми кажеш добро утро? Аз не кажа, не. Ай, що ти е навика? Денес бре златна, не да наместо да си спием го сака. Аз по навика си стана пак пред 7, што да правам сега? Прашам што да правам сега. На работа не одам, на лов не одам, на риболов не одам. Телевизија нема предплана. Што да правам? Имаш уште? Што уште? Да зборуваш. Добре, и тоа ли е забрането во недела предплана? Не ти е стран. Добре, кафе не ми се пие, а нема ни спортско предпладне. И ќе одам само послудам. Немој да се трудиш попусто. Зашо? Јас купив леп и млеко. Многу убав си. Но е многу убав отре. Браво. Те молам, тато. Одлично. Ова сум се изненадил од тебе до небо. Браво си. Те молам, остави. Ова е еден од твоите ретки убави подписи. Синус, косинус, Што ти е? алфа. Добре. Не е добро. Не е добро. Што работиш? Не ми е точен резултатот. Иле, татин, дојди вам. Удри ме. Што? Удри ме. Зошто? Така удри ме. Не, можеш малку понежно боли. Па мора да боли. Јас би не сум. Сонувал ти или не, мене исто ми се фаќа, знаеш? Синус. Косинус. Алфа. Ти учиш? Ова е некој сигурно некој математички компирнува. Не е нула, разбираш ли? Не е нула. Добро, не можеш да викаш. Не викам, само констатирам. Можем да ти помогнем? Не ли е по-добро да легнеш да спиеш? Да, имаш право, ќе спијам. Сега повторно. Квадратен корен, синус, алфа, плюс косинус, Ти треба нешто? Ништо не ми е јасно. Има чај? Чај? Пием. Саш чај? Може. Се, нешто не ми е јасно, затоа не можем да заспијам. Мене не ми е јасно. Зошто не ми излегува резултатот? Нешто не ми е јасно. Јас ќе ти дадам чај. Каков чај сакаш? Нами, руски, липа? На, не. Добро, ти дам чај, можеш да ми објасниш? И мене не ми е јасно зошто не ми излегува резултатот. Што? Резултатот. Резултатот е битен. Сине, ајде стан. Еве ти чајче од Нане. Благодарам. Не можам да го најдам топломерот никаде, да не знаеш каде? Не знам, баба сигурно знае. Да не си болен нешто? Јас? Борисот. Ти да не си болен. Јас? Болен. Па како е, си станал рано, сабајле, си отишол во самопослуга, си купил млеко и леп, си учи, леле, ти учиш во недела, нешто не борец тебе. Тоа ли тебе те мачи, а? Тоа недела ти да учиш. Имам писмена по математика утре. И од сега решив да имам доверба само во себе. Знаеш како вели народната? Како? Во себе и во своето конче. Браво си. Браво, многу ми се допаѓаш. Значи добар си. Добар само нешто ме боли стомакот, знаеш. Не, тоа не е ништо, тоа е од нервоза. Знаеш, пред писмените мене ме болеше стомакот. Добро утро, Личо, добро утро, Васко. Добро утро, мајка. Добро утро. Ај, што е ова чуда? Бабиното внуче се развреднало и то во недела изутрина. Што треба да значи ова? Како што треба да значи? Па како?
Така многу просто, зашто крушката не паѓа подалеку од крушата. Добро. Ако сакате изгаснете ја музиката. Зашто? Детето учи. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Нешто сте пораниле? Кој рано рани, една среќа граби. Како една кога поговорката си вели две среќи граби. И како може кај нас и то во недела две среќи, мајка? Не може у исто време Илчо да учи и ти да слушаш музика. Не може. Детево учи? Да. Илчо, сине, да не си болен? Косинус плюс синус од алфа една... Учи. Математика. Математика учи, утре има писмена. Се скарал со другарите, зато учи. Нема од кого да препишува, нема со кого да се договара, нема кој да му подава белешки под клупата, формули, таната и таната и таната. Од кај знаеш дека сум се скарал? Ти пишува на челото. Мајка, ложи ли едно кафенце? Епа, Васко, да ти кажам, ова ти чини. Епа, јас да погледам. Еднаш е... Маја, имаме компири? Имаме, ама вчера правевме компир пире. Одлично. Сега, нема компири, нема температура, нема болест, нема лажги како минатиот пат, има училиште. Молам, како јас нешто да бев апострофиран, а? Да се разбереме. Сега сум сигурен дека ќе одиш на училиште. Нема да те боли пак главата да имаш температура од компир. Добро, тато, тоа е пројден греф. Не знам јас ништо. Чест секому компирником. Еве го неделното предпладневно кафенце. Баш ми се пиеше кафе. Сега ќе се доразбудиме. Епа сега вака, вестите не ги чув, музика не можеме да слушаме, добро. Сепак да раскажам една мала приказна, може? Добро? Мајка, кафето си го направила како за моја душичка. Ме расположи, можам да слушам приказка. 101 приказна. Епа, еве вака. Еден овчар си чувал овци в планина. Мислев град. И колко си духовит па ти. Значи, еден овчар си чувал овци в планина. Таму имало и волци, имало и други овчари. И еден ден нашиот овчар почнал да вика волк, луѓе, волк. Веднаш дотрчале другите овчари со секири, со стапови, со пушки, што да видат. Нема волк. Нашиот овчар си терал шега. Може пократко? Па ти со твоите вицови. Значи вака, овчарите тогаш си отишле, а по неколку дена нашиот овчар пак се развикал помош, луѓе, помош, волк, волк. Може да не викаш толку. Ќе ме умре човеков. Помош. Добро. И тогаш повторно овчарите пак дотрчале, пак гледат шега. Нашиот овчар си се смејал. Ете така. Добро, се смеел и поминало некое време. Поминале неколку дена, тој пак се развикал. Волк, луѓе, волк. Ама сега другите овчари не дошле. И волкот ги изел овците. И овчарот останал и без овците и без доверба. Не ми е јасно наравучението. Илче, јас приказнава заради тебе ја раскажувам. Чекај, значи и волкот сит и овците на број, така? Браво, синко. Умен си на мајка ти што те роди. Васко, детето учи математика, а не басни по Лафонтен. Пардон, по баба му Ана. Може да добијам чај? Зошто? Нешто ме боли стомак. Да не си изел овца, мислам компир. Очигледно. Разберете ме, навистина ме боли стомак. Очигледно е дека ти не си ја разбрал приказнава. Да повторам? Ма вие не ми верувате. Сине, навистина ли те боли стомакот, а? Остави го, Маја.
Таа нервоза му е поради писмената утре што ја прави по математика. Многу ли те боли, а? Така ме боли се. Каде те боли? Овде. Овде. Слепото црево. Ајде, Маја, не плаши го детето попусто. Тоа е поради писмената од математика. Која ќе помине писмената, ќе му помине и стомакот. Ќе ти донесам свежо чајче. Го боли стомакот и мислиш како неговиот стомак да е центар на светот. Васко, Поради тоа зборување и мене ме заболи стомакот. Го нема топломерот. Топломерот. Го барав и јас са бајлето го нема. Не е важно, болеста се вика математика. Еве, испивих си го чајчево и математиката ќе оздрави. Немаме шеќер, Има зошта? па си го направила горшлив. Ма ставив шеќер. Уф, и ногата нешто ми се кочи. Ајде, стомакот те боли затоа што постојано зборуваме за него. Твојот стомак како да е центар на светот, поради тоа зборување и мене почна да ме подболува. Да, ама зошто му се кочи ногата? Па не се учи лежејки. Ајде, Илчо, стани да учиш на масата како целиот нормален свет и ќе ти помине стомакот. Време е докторот да дојде. Луѓе, чекај, Илчо. Ти не на масава, оди да учиш во другата соба, а ние да се спастриме. Ајде. Да знаеш дека на вистина ме Знам, боли стомак. ајде бргу. Ајде. Луѓе. Ова. Така. Точење како швајцарски часовник. Добар ден, докторе, повелете. Добар ден, соседке Маја. Здраво, Васко. Моето почитување, госпоđo Ана. Добар ден. Од минатата недела вие сте се подмладиле. Изгледа имате некаков рецепт за подмладување, а? Стара љубезна школа, повелете. И помага Джейн Фонда. Оу, аеробик, убаво е тоа, убаво, госпоđo Ана. Само внимавајте, зашто аеробикот може да биде и опасен. Оставете ви се, молам, не гледате дека тераат шега со мене. А навистина опасно може да биде. Може, госпоđo, зашто лумбагото, спондилозата и полиартритисот не се сакаат со аеробик. Не, слободно бројте ме во тие болести. А докторе, јас навистина нешто да ја прашам. Само поведете, само. Вака, од време на време, пред очиве ми се појавуваат некакви дамки, некакви точки. Дамките. А какви точки? Па не знам како да ви кажам, еве вака најразлични. Мамо, ти се молам, па докторот не е во ординација и впрочем не е очен лекар. Знаете што, госпоđo Ана, тоа ќе биде од годинките. Од годинките, јасно. А дали вие сте го провериле шеќерот во крвта? Не, зошто? И па ќе треба, госпоđo Ана. Знаете што, утре вие дојдете во мојата ординација, јас ве очекувам. Па, докторе, добро, што се мора не е тешко, така? Точно така. Па, Васко, сега ние пак да се сретнеме намира. Добро. Каков е резултатот од минатиот... 102, 103. Да, точно за мене, да. Не, за мене. За мене? Да, ти мене. Добро. Еве ти едно. Да. Земи си црно едно. Така, значи избираме фигурички. Одлично. Оп. Значи, јас сум прв на потег. Да. Избирам, за денес имам... Така. Што? За денес ќе играм, попат го измислив тоа. Дамин гамбит. Може, повели. Штом ќе пасате меките. Сега ќе види... Не, цигара, никако. Пушењето е лошо по здравје. Гаси. Принц од бајките. Маја, свари едно кафе. Може кафе? Не. Кафето е штетно за срцето. Срцето не е добро. Може ракијичка? Домашна, никаква. Ракијата е отров за здравиот организам.
Добро. Тогаш, докторе, кажете ни вие што да ве послужам. Ајде, Шах. Да ме послужите, може да ме послужите еден седатив. Сакате- Тука јас имам. Сакате сладко, а? Не, сладкото е исто штетно за Ама има организмот. убаво, домашно. Не, Јас никако сама не. сум го приготвила. Може Од само дуњи. чаша вода за... А? Е, така. Шах си. Оу. Дзима. Сега ќе видиш. Сега ќе видиш. Дзима. Сега ќе видиш. Повелете, докторе. Благодарам. Сладкото за Тања. Шах. Имам. Добар ден, чичко докторе. Добар ден, Тања, ама мене работата не ми е добра. Јас мислам дека треба да играте со топот на Е6. Мислиш? Тања, ајде, немој да му пречиш на чичко доктор. Што прави брат, ти учи? Не учи. Како не учи? Гледаш, а утре има писмена задача. Па не, нешто го боли стомакот. Ме испрати да ти кажам дека не му е добро. Не е тоа ништо, тоа му е од страв. Точно! Добро е, браво, Тања. Значи, топот на Е6. А јас мислам дека чичко докторов треба да го прегледа. Не, Ма тоа не му е- никако, Тања, туку конјот на Е6. Ајде, оди, кажи му, нека продолжи да учи, не му е ништо, тоа му е од страв, нека продолжи да учи. ајде. Да, добро. Па не е добро, чичко докторе, уште малку и мат. Не е добро. Вака. Тања, ајде, не пречи. Не мешај се. Сега. Вака. Оп, шах. Да. Фино. Оп, мат. И мат. Мат, а? Извини, мат. Сега си виделе. Пак изгубив. Абе, вчера со Ничевски играм Реми, а од тебе глава не можам да кренам. Слушај, Васко, идната игра. Да. Ти играме кај мене дома. Не може овде кајте, овде не можам да се концентрирам, се со нешто ме нудите и тоа се штетно по здравието. Сега како е резултатот? 104-102. За мене. Не, извини за мене. Да, сегашна партија. Добро. Докторе, го заборавивте сладкото. Сладкото. Па, ајде сега, кога толку сте навалиле и кога се мора. Убаво. Од дуњи. Дуњите. Дуњите се добри за стом. Абе, некој рековте дека го боли стомак. Кој нешто? Не, ништо, докторе. Син ми Илчо утре има писмена задача, па го боли од страв. Не, Васко, тоа треба да се провери. Секоја болка треба сериозно да се свати каде е. Ама, докторе, нема потреба. Не, има. Јас како лекар сум должен да го видам пациентот кај е детето. Повелете вам. Да. Мора. А ти мораше пак да го тепаш? Па јас не го тепав, па изгуби. Ако Илчо на вистина е болен? Ајде не зборувај. Васко, автомобилот е исправен? Да, зошто? Работата е сериозна. Илчо треба веднаш да оди в болница. Болница има воспалување на слепото црево. Ама, докторе, тој утре треба да прави писмена задача. Васко, слушаш ти што зборуваш? Каква писмена, Васко, писмената може и да причека. Разбираш? Слушај, Васко, на децата треба да им се верува дури и тогаш кога се смета дека не треба да им се верува. Има една приказна за волкот и овчарот. Оставете се. Знаеме, како не знаеме. А? Многу добро. Ќе појдеме ли? Ајде, Илчо, шахот не го остани овде, друг пат ќе си го земам, ајде. Побрзај.